Една млада дама, професорка по англиски јазик, која стана хит на социјалните мрежи и има буквално бројки кои се за пофалба во светски рамки, не само во Македонија, кога станува збор за следбениците на социјалните мрежи. Да видиме за што станува збор во кусото видео што следи. Hey, what's the matter with you? I'm under the weather. Under the weather? I mean, I feel out of sorts. Oh, I look poorly. You need money? I have money. I think I'm down with the flu. Down with the flu. And I look as pale as a ghost. Ghost? Where? I'm saying I am sick. Well, why don't you just say, I am sick? I don't understand your advanced English. That's why you should follow Zenfluent Maria and improve your English. Почитувани, за тие што не разбраа, може и кус превод од авторот на ова видео, Марија Мешкова, професорка по англиски јазик, како што најавив, меѓутоа се повеќе и почесто се доживува себе си како инфлуенсерка, односно човек со големо влијание на социјалните мрежи и човек со голем број следбеници. Марија, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, драго ми е, фала на поканата. Во основа и по професија ве најавив како професорка по англиски јазик, меѓутоа еве ве видовме и во нова улога со која на некој начин го освојувате светот. Како вие се доживувате себе си, дали сте професорка или инфлуенсерка? Така е, да, би рекла дека сум не класична професорка, односно практикувам оној менторски систем или коуч по англиски јазик, меѓутоа тоа е еден некласичен пристап, конверзацијски англиски. Значи се трудам да го ослободиме оној страв кај студентите, односно работиме исклучително на конверзација. Ајде од почеток реков бројка што е за пофалба не само во македонски размери кога станува збор, туку и во светски. Колку следбеници имате на социјалните мрежи? Па можам да кажам веќе се доближувам скоро кон 2 милиони вкупно на сите социјални мрежи. Значи сум активна на YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest и така. Дали според таа бројка сте една од најследените македонки на социјалните мрежи? Па веројатно во моментов. Читав дека ги следите тие анализи и добро ги владеете социјалните мрежи. Има некој што е со поголем број следбеници од вас? Мислам дека не, за сега не, меѓутоа секако нели отворени се шансите. Во моментов мислам дека не. И како тоа успеавте со по струка сте професор лингвист? Лингвист, да. Јас по струка сум преведувач, меѓутоа никогаш немам работено како преведувач, се насочив кон овој пат. И што ви текна и како успеавте преку куси видеа на англиски јазик да стасате до овие бројки? Што ми текна, тоа беше на да кажам долгогодишна некое барање на себе си, каде што некако бев свесна дека можам многу повеќе од тоа што во моментот го работев. Што работевте кога? Работев в маркетинг, имав свој вебсайт и некако потоа се насочив кон оке, јас можам многу повеќе од ова, имав секогаш сум имала талент, да кажам талент за глума и знаев дека сакам да искомбинирам маркетинг, значи да биде тоа преку градење на свој личен бренд и да биде тоа поврзано со едукација, односно да дадам еден поинаков пристап на луѓето ка што значи всушност да се учи јазик и колку тоа не е оној школски пристап, да кажеме, сувопарен на некој начин, туку е тоа многу исклучително креативно нешто и јазикот е жив и така и треба да го негуваме. Бидејќи видовме во видеото и сама споменувате, потребно е глума за оваа професија. Ако не глумите, веројатно нема да бидат гледани видеа, или? Не би рекла, не мора да значи. Секој треба да си го пронајде она што е уникатно за него, за да тоа изгледа природно. Во мојот случај тоа е глума, секако јас комбинирам хумор и едукација, меѓутоа не мора да значи дека треба да бидеш глумец, туку едноставно треба да се пронајдеш себе си што ти е тебе природно. Истите видеа ги постирате и на Instagram, и на TikTok, и на другите мрежи или различно? Кратките видеа да, а долгите што се оние како цели лекции, поедукативен, по сериозен пристап, тие се на YouTube. Така, и каква е посетеноста? Спомнавте, се доближувате до бројка од 2 милиони следбеници на сите социјални мрежи? Вкупно, да. Каде доминирате? Која е доминантна? Примерна мрежа моментално ми е Instagram. Примерна мрежа каде што ги објавувам најчесто сум активна, моментално и секако веќе се насочувам кон YouTube, значи сакам посериозен пристап, односно да се насочам на некој начин кон бизнис англиски, лекции кои што се посериозни, кои што ќе може некој да ги слуша и да навистина да добие како целосен едукативен пристап кон јазикот. Така, кога ова што ви е сега, да речам, хоби, односно
некое патешествие кон освојување на се поголем број следбеници станува бизнис. Почна да ви се исплатува? Да, секако. Да заработувате од тоа? Да, заработувам со тоа што креирам курсеви и секако заработувам и со брендови, но никогаш не беше ова за мене хоби, јас сериозно го сватив и започнав, влегов целосно во тоа да го изградам тој бренд, да го изградам тој интегритет, да изградам некој вид на авторитет кај луѓето за да веќе започне и тоа како цел бизнис. Тоа беше пред 1 година и неколку месеци. Да, од оваа бројка од 2 милиони следбеници, веројатно помал број се од Македонија. Повеќе се од другите земји. Така е, да. Светски имам од цел свет, од Македонија можам да кажам дека и дури најмалку, затоа што на тие големи, на тој голем волумен на бројки, можам да кажам, не знам, можда 1%, немам дури ни аналитика, не можам ни да знам точно колку од Македонија. Од каде се најголемиот број следбеници? Имате такви бројки или немате? Да, најголемиот се од Америка, односно луѓе кои што се мигранти, кои што отишле да живеат во Америка и имаат проблем со јазикот. Сакаат да си го подобрат веројатно. Така е, говорниот англиски и секако имам Бразил, Мексико, Индија, Турција имам исто многу. И за гледачите кои можеби не им се доја до крај јасно како функционираат социјалните мрежи, да објасниме. Објавувате куси видеа кои се викаат рилсови, нели? Така. На социјалните мрежи. Во која фреквенција, која динамика? Секој ден? На почетокот објавував секој ден, некогаш и по 2 или 3, заради тоа што тоа ми беше стратегија за раст. Меѓутоа тоа се сега вика фишинг или не? Како се вели? Може да се нарече привлекување на следбеници, добро? Да. Но потоа откако започнав веќе и со активна работа и со луѓе и со креирање курсеви, сега можам да кажам дека да, се уште објавувам можеби 2 до 3 пати неделно. Не е тоа со таа динамика како како тоа не се заработува. Вие заработувате потоа од оние кои сакаат да посетуваат ваши курсеви кои мора се претплата за тоа. Така е. Значи видеата се исклучително само да го градиш брендот и луѓето да видат дали би сакале да работат со вас. И едноставно како оваа најнова професија во денешно време, контент креатор или креатор на содржина, а секако дека доколку луѓето им се допадне тоа што гледаат, можат подоцна да работат со мене. И може да откриеме, може би е индискретно прашањето, меѓутоа ќе си дозволам да прашам колку се заработува со 2 милиони следбеници човек во Македонија ако успее да стаса до таа бројка, колку може месечно на какви приливи може да се надеви да очекува? Да, примањата се секој месец различни, значи тоа можам да кажам во зависност од тоа нели имаме курс, колку курсеви, колку луѓе се ќе се пријават, значи еве можам само варира, да, тоа не е некоја да кажеме типична македонска плата, може да се каже над нели 3-4 македонски плати, да кажеме просечни, можда и некогаш и повеќе. Така. Се заработува. Се заработува солидно. Солидно, да. Меѓутоа треба работа. Како апсолутно. Лесно го изградивте? Не го спомнавме како ви се вика брендот, односно тоа што го градите и тие што сакаат да се закачат, еве ќе си дозволиме да направиме и мала реклама. Така е, да. Zenfluent Марија, тоа е името кое што да. Добро. Колку време се гради брендот? Лесно ли беше или сака многу работа, бидејќи рековте дека пристапивте на тоа многу сериозно од самиот почеток и во ниту еден момент не го сметавте за хоби и забава, како што тоа го доживуваат поголемиот број луѓе кои се на Инстаграм и на социјалните мрежи, туку го свативте како поле за бизнис и ете, успеавте да направите брендот. Да, воопшто не е лесно, меѓутоа е уживањето во процесот и уживањето во целото тоа учење низ целиот тој процес е огромно, така што апсолутно не би рекла дека е лесно. Јас имав денови кога работев по 16-17 часови, односно затоа што на почетокот правев се сама, а процесот да се искреира само едно видео некогаш трае по 5-6 часа. Тоа е процес на истражување. Така е, монтирањето не го ни рачуна. Самото истражување, па потоа значи од идеја до реализација за едно такво видео од 60 секунди, потребни се можеби некогаш до 5-6 часа, јас бев на сите социјални мрежи, значи тоа беше еден, да кажам, тежок процес, но со многу уживање. Сега колку сати на ден работите? Зависно, секој ден е различен, тоа е убавото на оваа работа, она е тоа слобода. Јас можам да работам денес, значи флексибилно ми е, утре можам да не работам, значи едноставно сама го креирам времето, некогаш работам исто, повторно по 16 часа, во зависност од тоа колку е потребно, некогаш работам 2 часа, 3, секој ден е различен. Добро, а имате фирма сега и вработивте, имате луѓе кои ви помагаат? Да, работам со надворешни соработници, значи тоа се луѓе што ги наоѓам онлайн и ми се делот... Значи се е на интернет? И часовите што ги давате се на интернет? Да.
Да. Каков е интересот за учење на англиски? Каков тип најмногу имаат помош луѓево? Рековте најчесто се мигранти во САД кои сакаат да го подобрат англискиот јазик. Како оди курсовите и колку чинат тие? Така е, да. Во однос на цената, секој може да отиде на мојот вебсайт да провери затоа што имам различни пакети. А во однос на тоа што е она што најмногу се бара, тоа е конверзација во реален живот, односно она што е потребно со што се соочуваме ние секој ден. Например, конверзација, одиш во банка, ти е потребно да отвориш сметка, или конверзација идеш на доктор, одиш во ресторан како да порачаш храна, или тоа се луѓе кои што работат во интернационализирани фирми каде што е потребно да зборуваат англиски, меѓутоа имаат потешкотија со тоа да или додат на интервју или како да се пријават да зборуваат на некој состанок. Тоа се оние теми со кои што сите се соочуваме и се најбарани. Особено оној професионален англиски. Да, што е следна цел од како е Инстаграм 2 милиони. Прочитав некаде дека кога сте го почнале процесот, успехот дошол неочекувано за кус период. Многу кус. Претходно за колку време стасавте до овие бројки сега и кои ви се следните цели? Само да ја довршам мислата, сте запишале во некој планер ваш дека целта ви, односно ќе го сметате за успех ако стасате до 10.000 следбеници и 10.000 следбеници во македонски услови значат многу. Така е. Но еве вие стасавте до многу кратно повеќе следбеници. Така е, да. Јас некои 7, можам да кажам 7 или 8 месеци упорно работев и немаше никаков резултат. Меѓутоа тоа не ме запре, едноставно дополнително ми даваше мотивација тие 7-8 месеци и во 8-миот месец, да кажам, се случи бум и од 1000 луѓе кои што ме следеа во тој период, тоа беа луѓе мои пријатели, луѓе од Македонија, на 1 милион отидов во рок од 2 месеци, сето тоа отиде многу брзо. Како? Тој успех. Што се случи? Едноставно така функционира, да кажеме, алгоритамот на Инстаграм. Едноставно ако се појавите на поширока публика и тоа е еден процес кој што се вика вајрал, одите вашето видео милионско станува и после секое наредно се повеќе и повеќе луѓе доаѓаат на вашиот канал. Секако мора да бидете квалитетни за да, нели, луѓето ако го препознаат за да ве заследат. Значи сепак треба да има претходно, јас сум направила база на видеа кои што тие луѓе кога ги виделе едноставно сфатиле дека ова е сериозно. Во вашиот случај треба да има квалитет, бидејќи станува збор за сериозна содржина што се нуди, Така. тоа се курсеви по англиски јазик. Меѓутоа на социјалните мрежи има видеа кои стануваат вирални како што рековте, а се класичен шунт или се многу празни или се Така е. тешки глупости. Така е, така е. Како функционира? Тоа е до алгоритмот пак или? Да, секако дека е до алгоритмот. Алгоритмот пласира она што луѓето имаат интерес и сакаат да го гледаат. Меѓутоа, пак ќе кажам, многу е важно тие следбеници колку се заинтересирани за да го следат тоа. Затоа што ако е тоа само за забава, е едно, меѓутоа ако се работи за нешто да научат, тогаш се само поинакво. Марија, ви благодарам многу за гостувањето во утринската, ви посакувам многу успех и уште Благодарам. милиони следбеници. Фала. Благодарам Да, на и се видиме во поканата. следна пригода. Благодарам.